По вчерашното соопштение од јавното сообраќајно претпријатие Скопје дека завршува договорот помеѓу ЈСП и фирмата за продажба на нивните услуги и од тие причини во наредните неколку денови картичките Скопска ќе може да се надополнуваат само во билетарниците на ЈСП, а со цел да не се направи револт кај граѓаните затоа што нема да бидат во можност да ја надополнат својата картичка во блиските продавници. Проблемот веќе почнува да се решава. Од ЈСП за прва Скопска изјавија дека до денеска ставени се во функција 15 апарати за надополнување на картичките за автобус Скопска на продажните места кои не се во сопственост на ЈСП. А се очекува до крајот на оваа недела да бидат ставени во функција околу 100 продажни места и надополнувањето на картичките да функционира како порано, плюс продажната мрежа на ЈСП која ја сочинуваат 32 билетарници. Од ЈСП Скопје вела дека до нив нема стасано поплаки од граѓани, но сепак на граѓаните не им се допаѓа доколку треба само на билетарниците да надополнуваат. Тоа не е добро. Сега мора да дојдам сега хит, мора да дојдам на билетарова да наполнам. А може да јас сум не дека далеку сум, не знам колку километри сум. И тоа кошта многу пари. Да, тоа е тешко, ти доваѓа, оди таму кај трче да вадеш, а не да се автобусите карте, а понапред даваат таму кај си платеше унапред у автобусите. Ама сега е добро и вака. Со цел да се зголеми продажната мрежа на услугите на ЈСП, дополнително од ЈСП објавија повик за соработка до сите заинтересирани субјекти, маркети, трафики и продавници за мрежата да се расшири. На колку дополнителни места ќе може плюс да се надополнува и купува картичката Скопска, независно од досегашната развиена мрежа од 100 продажни места, ќе зависи од интересот на субјектите доколку има отворен повик за соработка. Граѓаните веќе се навикнаа на овој начин на наплатата во автобусите, иако во почетокот им представуваше проблем. Дали често се возите со автобусите на ЈСП? Стално патувам. Надополнувате месечна карта или? Надополнувам месечно. Месечно е сега за не се возам многу често. Ако ми е потребно нешто, си вадам од овие картички што се од 140 дена за 4 години. Каде надополнувате картичка месечно? Па не сега туку овие трафиките. Секогаш ставаме по 100 динара, 200 динари те возиме така. Плаќањето билет во автобус се врши исклучиво со електронска картичка или мобилен телефон од сите мобилни оператори и постпейд и припейд корисници. Услугата со мобилен телефон може да се користи откако ќе се активира услугата. Односно, прво се праќа бесплатна SMS порака на бројот 14 11 14 со текст старт, со што оваа услуга станува активна. Активацијата се прави еднократно. Кога претплатничкиот број е веќе активиран, плаќањето се врши само со вртење на бројот 185. Откако ќе се добие сигналот, телефонот се доближува до валидаторот. Плаќањето трае неколку секунди, со што претплатникот добива повратна SMS порака дека плаќањето е успешно и оваа порака треба да се чува до крајот на возењето. Доколку граѓаните воопшто немаат билет или пак не е валидиран билетот, тогаш казната изнесува 1000 денари доколку се плати во рок од 8 дена, а ако не се плати во овој рок, казната ќе биде 3085 денари. А доколку и оваа казна не се плати, предметот се дава на извршител.